Повелите. Благодарам, подпредседателке. Почитувани колеги и пратеници, почитуван заменик министр, верувам дека ќе се сложите со моето видување дека нема родител, нема семејство кое што апсолутно не го интересираат измените во делот и на Законот за основно образование, вклучително и на Законот кој што денеска е на дневен ред за средно образование. И верувам дека ќе се сложите со ставот дека тука најмалку ни е потребна политика. Не се сомневам, почитуван заменик министр, дека вие најдобро намерно, сакајќи да ја подобрите состојбата во воспитно-образовниот процес, ги предлагате измените. Ама со самите измени, вака како што се предложени, верувајте дека најмалку ќе го постигнете посакуваното. Зошто? За да немавме денеска дилеми и да не се соочевме со вака предложените и формулирани измени на Закона за средно образование, неминовно беше, како чувствителна, верувам ќе се сложите, тема, да во Собранието на Република Македонија биде организирана од страна на председателот на Комисијата за образование една јавна расправа, каде што ќе беа повикани експертите, кои што се директно запознаени, најповикани за самиот процес, и ќе беа земени во обзир сите недостатоци на законот. И само така, и на тој начин, ќе можевме да имаме едно солидно законско решение и денеска најмалку ќе имавме потреба и ќе имавме вклучително различити видувања околу предложените измени на законот, повторувам, вклучително и на Законот за средно и на Законот за основно образование. Зошто велиме ние дека самите измени на Законот и за средно и основно образование се пишувани во канцеларија и се пишувани вклучително од луѓе кои што не одржале еден школски час. Ако истите тие луѓе се соочиле со професијата наставник, верувам дека немаше да бидат предложени овие измени од самото министерство. Вака ќе почнам поред. Значи, погледнете го членот 3 од законот, во делот на, вели вака, став 8, за освоено прво место за надпревар на државно ниво на ученикот и неговиот наставник им се доделува парична награда, која што значи може да биде најмногу до 50% од просечната нето плата за исплатена за поработник, значи во Република Македонија, за последниот месец пред доделувањето на наградата. Верувам дека ќе се сложите, почитуван заменик министр, дека тука секако не се отфатени или не се дефинирани, барем, значи, прилично време потрошив да направам анализа на предлог измените, никаде не се третирани меѓународните надпревари. Значи, да, во делот се согласувам во делот на измените и ги поддржувам измените и верувам дека со ваквите измени во делот на паричната награда и за наставникот и за ученикот кој што освоил на државно ниво прво место ќе влијае мотивационо и текако. Меѓутоа, факт е дека имаме пропуст во делот на освоените награди на меѓународно ниво. Недозволиво. Погледнете го членот 6, кој се однесува на екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците, кој што вели се врши по два наставни предмети. Заменик министр, ве прашувам отворено, ве прашав и кога стануваше збор за измените за основно образование, зошто да бидат оштетени наставниците кои што предаваат наставни предмети со кои што самите ученици се стекнуваат со вештини? Нели е тоа дискриминаторско решение? Нели е дискриминаторско? Значи, тие наставници кои што предаваат наставни предмети со кои што учениците се стекнуваат со вештини, посебно во делот кој се, значи, надоврзува и кој што по мене е апсолутно спорен, член 11, посебно став 8, значи, кој вели вака: при напредувањето на наставниците во соодветното звање од ставот 3, а ставот 3 предвидува напредок на наставникот од приправник до наставник ментор и наставник советник. Значи, не е ли дискриминаторски, значи, да училищната комисија задолжително ги зема предвид резултатите од екстерното проверување содржани во извештајот за работата на наставниците, како и од
евалуацијата на професионалното досие на наставникот. Значи, ќе повторам, директно, значи во овој член, повторувам, се дискриминирани наставниците со кои што предаваат наставни содржини или предмети, со кои што учениците се стекнуваат со вештини. Значи, тие никогаш се надоврзувам на членот 13, не можат да ја добијат предвидената награда која што им следи врз основа на извештајот од резултатите од спроведеното екстерно проверување. Не знам во делот на казната како мислите да регулирате истата материја. Значи, вклучително од истиот член кој што го споменав, членот 13 став 7 кој се однесува и вели вака: врз основа на извештајот од резултатите од спроведеното екстерно проверување, постигнатата на успехот на учениците, 20% од наставниците кај кои има најмали отстапувања во добоините показатели, им се зголемува платата за наредната година за 15% и вклучително ставот 8 кој се однесува во обратен домен, тоест казната која што им следува на наставниците кај кои има најголеми отстапувања, вклучително и казната од 15% од платата која што ја примале. Значи, се надоврзувам, овие наставници никогаш не можат да ги примаат тие дополнителни 15% и да речеме и со претходниот закон за основно образование, а и денеска во вашето образложение, посебно беше потенцирана појавата заради што се повикувате на неквалитет на образовниот процес, сме имале зголемување на оценките нереално. Да си го поставиме и сметам дека е логично прашањето, со вака формулираното законско решение или со вака формулираните измени во законот за средно образование, нема ли да имаме нереално намалување на оценките? Зошто? Како подпрашање? Затоа што секој наставник ќе биде окупиран, знаејќи го законот и суровоста посебно на членот 11, да неговата оценка, не дај Боже, биде погрешна од оценката која што ученикот ќе ја добие со екстерното оценување. Значи, самиот наставник ќе има борба во себе, ќе има судир на интереси и ќе има дилемата. Овој ученик може би знае за четворка, ама ја го имам стравот дека на крајот на годината со измените на законот за средно образование овој ученик може да потврли, а ја директно треба да ја плаќам казната за тоа што мојата оценка ќе се разликува од оценката на ученикот добиена со екстерното оценување. И сосема на крај, почитуван заменик министер, значи, знаејќи во какво општество живееме, во каков систем живееме, а верувам ќе се сложите, живееме во општество кое што е целото покриено со искривени вредности. Дали сметате дека согласно ингеренциите кои што му ги давате на директорот на училиштето, ова ќе биде една дополнителна каписла за партиски злоупотреби? Едноставно ќе имаме талкање да одредени наставници бидат казнети, а други бидат наградени. Зошто се ставаме во ситуација да навистина стравот биде нешто со кој што ќе бидат преокупирани наставниците и да едноставно наставниците бидат фокусирани врз оценката која што ќе треба да ја напишат, наместо да повеќе му обратат внимание на самиот воспитно образовен процес. И дополнително, значи, тука во самите измени на законот, вклучително и на основно и на средно образование, ние не зборуваме за надоградување на самите програми, кои што сметаме дека си ите како проблем. Погледнете ги на крајштата светските искуства и ќе видите дека во многу мал број случаеви, значи, иако екстерното оценување се применува и директно со истото се постигнуваат ите како неприкосновени резултати, ама во нити еден случај не влијае на финалната оценка. И него става во сенка
не ја става во сценка самата интерна оценка која што наставникот му ја отпишувал на ученикот во текот на учебната година. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавен